На Випроденденската журка на братот Гоце присуствуваа сите што беа поканети. Протоколот имаше утврдено строги правила, па единствената недоумица беше во кое својство доаѓаат некои од гостите. И таа изгледа е расчистена. Значи тоа што доаѓа и министерот за здравство исто има символика, зашто треба да се лекува болното бугарско општество. А за нив тој немаше некаква сериозна вредност, нешто како недоволно важна билка во ланецот на патриотска исхрана, неспоредлива со зелестите растенија, кои што се во секојдневна употреба. Руколата кајна се уште ја нема потребната сатисфакција и репутација, но таа е на добар пат своето место да си го заземе. Корисниците кои би сакале да ја задоволат треба да бидат предпазливи во употребата. Повисоките количества може да предизвикаат абдоминална болка, поради силната стимулација на органите за варење предизвикана од салатата. Празнењето не е толку комплицирано, но тешко е кога се нема услови. Ово е супер направено, само едно се ние жалиме канализација, немаме уканти. Сега се најавите. Не, тоа е најавено пред 2 години, најавено дека... Сега се најави дека ќе биде. Ако биде здрави, убаво, ако треби нешто ќе платаме, само да имаме уканти сереме. Дојди да ме снимаш да видиш уканта дека серам ја. Во таква ситуација навистина не е воопшто важно зошто тоа се случило во кој било момент, посакуван или не посакуван. Кога и да било, веројатно би било исто. Тоа зашто баш сега може за се да се употребува. Така е. Зашто баш сега си го избришавте задникот, не си го избришавте задникот за 1 час од сега? Употребата на пробиотици би можела да помогне и да го стабилизира вознемирениот стомак. Но и тоа е проблем, кога баш и не се на дофат на раката. И оне кредит. Като началник не е коректно да ме прекинувате. Само да дополнам, после Ама да се не информира. може да ме прекинувате. Значи, тој кредит ја го враќам, зимам нов. Председателе. Значи, тука е. Чапчијен бар. Но и нивната прекумерна употреба нечини. Предизвикува конфузија и влие врз начинот на изразување на најблискиот соговорник, кој веројатно знаел што сакал да каже, ама употребува низа на неподредени зборови. Тоа е публицитет од дневна политичка храна. И на крај, оваа дефиниција за публицитетот, за упорноста како најважниот начин преку кој се стигнува до него. На претходната седница поставив 3 прашања, односно 2 прашања и 2 како барања, на кои градоначалникот кажа дека ќе ми ги одговори писмено. До ден денеска тие прашања не се одговорени и не е битно дали мене ќе ми ги одговори или нема да ги одговори. Јас нема да барам дали ќе ги одговори, бидејќи ни поставуваме многу прашања, он не ги одговара. А јас од тука, иако не е тука, значи за наредна седница му поставувам друго прашање. Политиката, државна или локална, има смисла ако тие што ја практикуваат, барем самите успеваат да бидат сватени. Ако не, може и да прашаат.